Добар ден! Овој час е наменет за учениците од 9-то одделение, па денес ќе видиме уште една нова наставна содржина. Претходните часови се запознавте со повеќе начини за добивање соли. Денес ќе се запознаеме со уште еден начин, тоа е добивање соли од хидроксиди. Да видиме што ќе научите на овој час. Треба да знаете што е реакција на неутрализација, која постапка ја нарекуваме титрација, зошто се додава индикатор, како да ја издвоиш солта од растворот. На почеток, накратко да повториме. Дали се сеќавате што се тоа хидроксиди? Хидроксидите се неоргански соединенија кои во својот состав содржат метал, сврзан за хидроксидна група или амониум јон, како на пример натриум хидроксид, калциум хидроксид, железо 3 хидроксид, амониум хидроксид. А што беа тоа бази? Базите се хидроксиди растворливи во вода, но внимавајте, не се сите хидроксиди растворливи во вода, па според тоа нема да бидат ниту сите хидроксиди бази. Размислете и одговорете. Што би очекувале да се образува при реакција меѓу база и киселина? Например, кога реактантите се натриум хидроксид и хлороводородна киселина. Тогаш, соодветно на тоа, продукти би биле натриум хлорид и вода, или NaOH плюс HCl се добива NaCl плюс H2O. Односно, кога реактантите се база и киселина, тогаш секогаш продуктите се сол и вода. Ваквиот тип на реакции, кога помеѓу себе реагираат база и киселина, се нарекуваат реакции на неутрализација. При што продуктите на реакцијата секогаш се сол и вода. Бидејќи овие два продукти, сол и вода, секогаш се создаваат при реакција на неутрализација, а реактантите, како што спомнавме, се база и киселина, и двата растворливи во вода. Како ќе знаеме дека реакцијата завршила? Во тој случај, ќе употребиме индикатор, кој што со неговата промена на боја ќе ни покаже дека завршила реакцијата, односно настанала неутрализација. Постапката при која се добиваат соли со помош на реакција на неутрализација се нарекува титрација. За да се изведе оваа постапка, потребна ни е апаратура, како што изгледа на следниот начин. Таа апаратура се состои од Ерленмаер, бирета и држач за бирети. При изведувањето на оваа постапка или при титрирањето, секогаш волуменот на едниот реактант треба да биде точно определен, а додека волуменот на другиот реактант, кој што се наоѓа во биретата, ќе треба да го определиме. Односно, точно определениот волумен на едниот реактант го додаваме во Ерленмаерот, а волуменот кој што треба да го определиме, растворот, го додаваме во биретата. Како да додадеме определен волумен од едниот раствор во Ерленмаерот? Тоа може да го направиме со помош на пипета. Што представува пипетата? Таа е стаклен прибор со кој може да се мери волумен на течности со поголема прецизност. Секогаш кога пипетираме, треба да користиме чиста и сува пипета. Во спротивно, треба пипетата да се измие и исплакне со растворот кој го користиме. Пипетирањето може да се врши со показалецот од прстот, од раката, или пак може да се изврши со помош на пумпица за пипетирање, што би било подобар избор за пипетирање. Како се пипетира? Пипетата се потопува во растворот до определениот волумен што треба да го измериме. Секогаш пипетираме неколку милилитри повеќе од растворот, па потоа со бавно отпуштање на пипетата стигнуваме до точниот волумен.
Како да го отчитаме точниот волумен на растворот? Во оваа пипета имаме раствор до определен волумен. Во делот каде што завршува растворот, гледаме полукружен дел, кој што го нарекуваме менискус. Полукружниот дел, односно менискусот, за правилно да го отчитаме, многу важно е пипетата да биде во висина на очите додека отчитуваме. Така нема да отчитаме погрешно. Долниот дел од менискусот треба да лежи на линијата од точно определениот волумен кој што сакаме да го измериме. Значи го гледаме долниот дел од менискусот, а не горната површина на растворот. Да видиме сега што представува биретата. На оваа фотографија гледаме бирета и начин на кој што се полни биретата со растворот. Биретата представува градуирана стаклена цевка со славина од која може да се испушта капка по капка од растворот. На горниот дел се наоѓа отвор, а на долниот дел од стаклената цевка е славината. Во долниот дел, каде што е славината, имаме издолжено цевче во вид на капилара, од кое што многу прецизно може капка по капка да се испушта од растворот. Нулата на биретата во скалата, која што е изградуирана, се наоѓа на горниот дел. Една цртичка од скалата означува 0,1 мл волумен. Секогаш се отчитува одгоре надолу, бидејќи нулата се наоѓа кај отворот на биретата. И при отчитувањето на волуменот бирета е важно тоа да биде во висина на очите. За да ја изведеме оваа постапка, постојат неколку чекори кои што треба да ги следиме. За почеток, со помош на пипета се зема определен волумен од едниот реактант. Тоа може да биде или растворот од база или од киселина и се става во Ерленмаерот. Потоа се додава индикатор во вид на раствор. Може да избереме индикатор кој што го имаме на располагање, како што е универзален индикатор или пак фенолфталеин. Биретата се полни со вториот реактант до 0, но не мора секогаш да се наполни до 0, но во секој случај мора да ја запишеме вредноста на волуменот до каде што сме ја наполниле биретата. Се отвора славината и внимателно се испушта од растворот од биретата во Ерленмаерот. Се клумка со кружни движења на Ерленмаерот со раката или се меша со стаклена прачка по секое движење од растворот од биретата. Ова е многу важно, бидејќи со една капка може да настане промена на бојата на индикаторот и растворот во Ерленмаерот да се неутрализира. Ако се испуштат повеќе капки по завршната точка, титрацијата е неуспешна, па треба да се повтори од почеток. Славината од биретата се затвора кога индикаторот од растворот од Ерленмаерот со една капка ќе си ја промени бојата. Од градуираната бирета се отчитува волуменот на растворот по завршувањето на титрацијата. Потрошениот волумен од растворот од биретата потребен за титрација се пресметува како разлика меѓу крајниот волумен и почетниот волумен отчитан од биретата. На следнава фотографија, односно 3 фотографии, имаме дадено пример за титрација со индикатор фенолфталеин. Фенолфталеинот во базни раствори има розово-црвенкаста боја, а во неутрален и кисел раствор е безбоен. Па според тоа на првата фотографија во Ерленмаерот е додадено база и фенолфталеин. Со испуштање на капка по капка од киселината, која што се наоѓа во биретата, во Ерленмаерот забележуваме промена на нијансата на бојата на растворот. При што на третата фотографија забележуваме дека со една капка, односно последната капка го обезбоила растворот. Тоа значи дека титрацијата завршила. Постапката се повторува повеќе пати, а точниот волумен се пресметува како средна вредност од сите повторени титрации. Како да ја издвоиме солта од добиениот раствор? Растворот се состои од сол и вода.
Меѓутоа, доколку користиме индикатор кој ќе го обои растворот по неутрализацијата, потребно е да додадеме спрашен дрвен јаглен и да промешаме. Дрвениот јаглен ќе го обезбои растворот. Дрвениот јаглен се отстранува со филтрација, бидејќи е нерастворлив, а филтратот се префрла во друг сад и бавно се загрева. По појавата на првите кристалчиња се престанува со загревање и се остава растворот да стои неколку дена со цел водата да испари и да се формираат убави и крупни кристали. Со добивање на солта сме ја завршиле постапката за добивање соли од хидроксиди. Со тоа го завршуваме и овој час. Оваа наставна содржина е на страна 94 и 95 во вашиот учебник, а за крај може да се навратите на почеток на овој час и да проверите дали ги постигнавте зададените цели.